Ден се наоѓаме во Дебар, во Реканскиот крај, овдека каде што природата предала и разговараме со нашите граѓани. Маките во Дебар се исто големи како и секаде, особено прашањето за иселувањето на младите. Социјалдемократскиот сојуз токму заради тоа и го состави планот за живот во Македонија, да ги задржиме младите да останат да живеат овде во ова прекрасно место, да изградиме инфраструктурата достојна на дебарчани, да не ги кршат нити автомобилите по патот по кој што возат, ниту пак да имаат проблем со комуникацијата. Дебар мора да биде поврзан со остатокот од Македонија со една современа сообраќајница. Во овој крај, баш со изградба на таа инфраструктура, ќе можеме да помогнеме да се развие туризмот, да се развие еколошкиот туризам, баш заради толку прекрасната природа која што имаме, и да ги задржиме младите, да на младите им дадеме и волја и сила и да ги поттикнеме да отвараат собствени бизниси. Токму заради тоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во собствената програма предвидува 10.000 евра безповратна помош за најдобрите бизнис идеи, меѓутоа и за помагање на бизнисите на младите, кредити државни од 15.000 евра со само 1% камата, за да тие деца застанат на своите нозе, за да тие деца останат овде, го развијат бизнисот, заработат за добар и за подобар живот. Само вработувањето е еден од најдобрите начини, овдека се снафли луѓе, дуќанџи луѓе, знаат дека тоа може да го направат и таа иницијатива кај луѓето мораме да ја помогнеме. Во Македонија доаѓа слободата, во Македонија доаѓа животот дебарчани овдека денеска, шетајки низ чаршијата, ме убедува дека после 11 декември ќе го вратиме во нашите раце. Луѓето ќе ја дадат поддршката, луѓето застануваат позади нашиот план за живот во Македонија. Македонија ќе биде слободна, современа европска држава, заедничка за сите луѓе без оглед на нивната политичка, верска или национална припадност.